Јазикот е основно средство за комуникација. А комуникацијата ни е многу важна затоа што преку неа разменуваме идеи, информации, но и емоции. Она што исто така важно е културата како ја правиме комуникацијата, односно како комуницираме едни со други. Денес ова ќе го третираме во ова издание на Приказна. Останете со нас. Преку комуникацијата сите ние создаваме мостови за меѓусебно разбирање, но во исто време имаме и одредени дејствија кои што се јавуваат како последици на нашата комуникација. Сите ние имаме своји права и одговорности. Слободата да ги изразиме своите мислења, своите емоции, има и одредени одговорности. Денес за ова истражуваме во ова издание на Приказна. Јазикот како значаен елемент во културата на говор го зазема најважното место во човековата активност, дозволувајќи му да се образува, да совладува манири и обичаи, да се занимава со политика и уметност. Лице со култура на говор е лице кое знае јасно да ги искаже или напише своите мисли. Поседувањето на културата на говор на една личност е показател не само за високо ниво на интелектуален и духовен развој, туку и индикатор за професионалната соодветност на луѓе од различни профили. Културата на говор, односно нивото на култура на соговорниците е од суштинско значење. Ние ова доктринарно го покриваме во една посебна проблематика, која што ја нарекуваме култура на говорот. Да се има култура на говор, фактички културата на говорот кај еден човек на некој начин представува дел од неговиот идентитет. Но што значи култура на говор? Културата на говор е прво способност вие да ги изразите на најдобар начин своите мисли, но и своите чувства и да го најдете најдобриот начин за тоа, да го убедите соговорникот како мислите и што чувствувате. Понатаму изразувањето на тоа да биде на едно задоволително писмено ниво. Сега кога зборуваме за една писменост, тоа значи да го познаваме јазикот на кој комуницираме или да ги одбереме најсофистираните гестакулации ако станува збор за невербална комуникација. Но културата на говор опаѓа едно друго ниво на писменост, значи широка писменост, образованост и образование, моќ, бидејќи со образованието, вие добивате една поголема моќ да ги изразите своите чувства и мисли на еден посебен начин. И не само да ги изразите мислите и чувствата, туку исто така и во говорот да афирмирате добри вредности. Например, толеранцијата, честа, угледот, дигнитетот, тоа се вредности во едно општество. Важно е да се совлада културата на говор за секој што по природа на своите активности е поврзан со луѓе, предава, едуцира, води деловни преговори. Јазикот е огледало на човечката култура. Кога некое лице зборува компетентно, многу е поинтересно да комуницирате со него. Во процесот на комуникација, слушањето е еднакво важно како говорењето. Старогрчкиот филозоф Епиктет рекол: природата на човекот му дала еден јазик, но две уши, за да може од другите да слуша два пати, повеќе од што самиот зборува. Кога станува збор за интерперсоналната комуникација, значи комуникација помеѓу двајца луѓе, за да биде успешна комуникацијата, еден од основните услови е не да го кажеме своето мислење, туку пред се да го слушнеме мислењето на другиот, да се научиме не само да го чуеме, туку да се потрудиме и да го разбереме тоа. И во тој процес да го надоградиме со нашето мислење, со нашата информација и само под овие услови е постигнат и е остварен тој комуникацијски процес. И како што кажав, комуникацијскиот процес не е едноставен на индивидуално ниво, кога на еден физички простор комуницираат двајца луѓе, а уште повеќе се усложнува кога во комуникацијскиот процес се вклучуваат средствата за комуникација, кои што од прво, историски гледано, биле многу едноставни и се развивале, а денеска ги имаме еден многу современ
можам да кажам, начин на комуникација, кој што од една страна ја забрзува и улеснува комуникацијата, например, тоа е процесот на дигитализација и дигиталните алатки. Гледате како го изменија општеството. Тоа е најпоследното орудие за комуницирање, средство за комуницирање, дигитализација. Но од друга страна го усложнија процесот на слушање. Прават пречки во квалитетот на комуникациониот процес. За жал, и покрај придобивките на дигиталните технологии, моќта да бидеме секогаш во врска, се почесто сме сведоци на некултура во јавниот говор. Ние во вербалната комуникација најчесто не сакаме да слушнеме што сака да каже нашиот соговорник. Социјалните мрежи дозволија секој да добие виртуелен мегафон низ кој може да ја пушти во етер својата мисла, при тоа да не ги филтрира фактите и аргументите кои треба да бидат основа на процесот на информирање. Секако, медиумите ја имаат обврската покрај тоа што треба да информираат и да едуцираат. За жал, со текот на годините тоа некако како да заостанува, односно тој примат што медиумите го има особено во 80-тите, 90-тите години, денеска не е случај. Тоа особено го наметнува модерното време, бидејќи најголемиот дел од публиката содржините ги конзумира онлайн, односно тоа се од да речам дигиталните медиуми, меѓутоа и тие ја имаат обврската на ширење, да речам, на култура на толеранција, на култура на јазична култура во таа смисла, за да не дозволуваат буквално говор кој што е недоличен, особено говор кој што е полн со вулгарности, говор што поттикнува нетолеранција или непочитување на различностите, да биде флуктуирачки во нивните содржини. Особено тоа се однесува на социјалните мрежи, бидејќи медиумите имаат одговорност и да ги модерираат коментарите, односно сите оние коментари кои што се недолични, да ги филтрираат, бидејќи на тој начин тие се индиректни соучесници практично во ширење на таа култура на, да речам, непочитување. Во процесот на информирање медиумите имаат одговорна улога. Медиумите имаат несомнено голема улога покрај образованието во културата на изразување. Кога ова прашање би ми го поставили, да речам, пред 10 на 20 години, состојбата ќе беше малку поинаква, бидејќи денеска особено помладите генерации не гледаат, да речам, линеарно телевизија, односно не следат до толку особено традиционални медиуми, тие повеќе се информираат на социјалните мрежи, од веб порталите и така натаму. Кога веќе станува збор за телевизија, тоа се сервисите, стриминг сервисите председносно во прв ред. Меѓутоа и во оној мал простор кој што останува, медиумите имаат таа одговорност да филтрираат, односно да бидат мембрана за да не дозволат секаков говор да проаѓа низ нивните содржини. Што подразбира тоа? Дека имате контактни емисии, утрински програми, каде што се јавуваат буквално сите, секој може да се јави, и навистина тука медиумите мора да спречат говор кој што во основа поттикнува, како да речам, некомфорно однесување, односно поттикнува непријатност кај останатите. Во таа смисла, да, медиумите се многу одговорни и ја имаат обврската и улогата во таа смисла да бидат филтер и да ги прочистуваат сите тие пораки кои што се пренесуваат во јавноста. Денеска секој кој има пристап до интернет, дури и без многу труд, пари и особени технички или образовни квалификации, може да стигне до милионска публика со она што ќе го сподели како вест или друга содржина преку глобалната мрежа во реално време. Од фотографии или куси видеа за домашни миленици или рецепти за подготовка на храна, до содржини и политички дискурси кои можат да ги засегнат правата не само на поединци, туку и на цели општествени групи и слоеви. Ние треба да го изразиме собственото мислење, но при тоа треба да внимаваме да не наклеветиме некого, да не навредиме некого, да не го на некој начин да зборуваме со омраза, да напаѓаме лични карактеристики на одредени луѓе, зашто припаѓаат на одредена религија, раса, класа, определена сексуална ориентација, и често пати наоѓаме такви погрдни зборови и гледаме дека луѓето несвесни се за своите обврски, на некој начин може да бидат одговорни пред правото, пред судовите, за тоа што го прават во етерот. Тоа го... Да, и на некој начин треба да се работи на образование на луѓето, да знаат што можат да прават и до каде можат да одат, да се научат на некој начин да ја дозираат својата приватност
и ке луѓето да се развива чувство дека јас сега зборувам пред публика и дека мојот говор може некого да повреди, може да направи определена штета, може на некој да му направи корист, кој што може би корист не ја заслужува. Комуникацијата на интернет ни овозможува многу погодности. Една од нив е слободно да се изразуваме за различни теми што не преокупираат. Прво, јас сакам да го кажам својот став за дигитализацијата. Имаме дури во теориите, во социолошките теории, во социологијата на комуникација, имате вакви или такви ставови. Јас прво имам еден многу позитивен став кон дигитализацијата и се тие можности кои што ги овозможи таа, ја забрза комуникацијата, ја поевтини. Секој може да стане говорник сега, да го искаже своето мислење. Некако ги измени границите помеѓу јавните и приватните комуникации и тука настануваат одредени проблеми. Многу луѓе се охрабруваат да бидат говорници и говорат. Често пати се несвесни какви реперкусии и последици може да предизвика нивниот говор на социјалните мрежи, на разни портали, блогови. Па дури сега и традиционалните медиуми добиваат една поинаква природна околина, каде што вие повеќе пати можете да артикулирате со одредени ставови и така натаму. А од друга страна немаме определено ниво и знаење и чувства за тоа. Знаете, кога ќе седнете позади компјутерот, како да го губите чувството за публика. Како да сте сам за себе, ја губите одговорноста. И често пати, да, луѓето забораваат на правата. Сега ние имаме право, го добиваме тоа право на некој ефтин начин, да бидеме и јавна личност, и медиум. Меѓутоа, ги забораваме обврските што ги имаме. Пред се треба да бидеме одговорни кон тоа што го кажуваме, кон тоа што го споделуваме. Треба тука апсолутно слободата на изразување кога ќе ја земаме како право и со еден легалистички пристап, ако сакате. Слободата на изразување не е апсолутно право, таа има граници. Слободата на говорот и демократизацијата што ја носат овие нови медиуми е навистина важен аспект за нивната популарност и за масовното користење. Но и покрај овие придобивки се чини дека културата на јавниот говор е сериозно загрозена. Одговорноста за некултурата во говорот во основа е на секого, бидејќи секој би требало да ја сноси одговорноста во смисла на последици што тоа значи особено кога станува збор за јавниот говор, односно јавниот дискурс. Во основа е лична, бидејќи зад сечие коментирање, зад сечие јавно говорење стои некаков општествен статус, стои некаква социјална позиција, образование, искуство и така натаму и така натаму. Во основа, кога станува збор за јавноста и за некултурата на говор, големо влијание имаат политичарите, политичките актери, така да речам, бидејќи во основа тие се секојдневно присутни на телевизиските екрани. Во основа тие имаат исто така одговорноста да тоа што го говорат биде аргументирано, артикулирано, а да не повредува, да речам, некого. Бидејќи навистина е лесно да се биде некултурен кога се говори, односно се говори со јазик кој што ги повредува во основа другите. Многу е потешко да се говори со една аргументација што подразбира разбирање и поимање на работите и при тоа добро изразување. Честопати луѓето кои комуницираат во онлайн просторот се чувствуваат како да имаат крила, односно слобода без ограничувања. Начинот на кој ги користиме социјалните мрежи и интернет просторот влијаат на креирањето и практикувањето на културата при онлайн комуницирањето. Веќе напоменав дека проблемите во општеството се тие кои што се рефлектираат во дигиталниот свет. И еден сериозен проблем кој што ние како го имаме со години и ни се предлабочува, тоа е образованието. Меѓутоа не само базично образование, туку образованиот поглед на медиумска писменост, образованиот поглед на критичко размислување и нормално образование во поглед на култура на однесување кон околината, значи со другите луѓе со кои што комуницирам. Така да, апсолутно образованието е клучен фактор, меѓутоа не е така насочено само кон дигиталното образование, туку едноставно пошироко образование на сите можни полиња. Непочитувањето на културата на комуникација во онлайн заедницата создава токсична средина која за жал може да се прелее и офлайн.
Културната комуникација или културата во комуникацијата е нужна и неопходна затоа што влијае позитивно луѓето да се вклучуваат во позитивна комуникација, односно да имаат диалог, да развиваат култура на говор, на комуникација која што ќе овозможи толеранција, почитување на другиот, различноста, позитивен трансфер на емоции, искуства, информации и така натаму. Значи, културата во комуникацијата е важна затоа што овозможува позитивна комуникација и подобра социализација во општеството. За жал, слободата на говор која што ние како општество или како една нова ера ја добивме, често се злоупотребува. Таа секако има позитивни своји аспекти, демократизација, децентрализација, отварање на можности за пошироко комуницирање, ширење на своите социјални кругови и така натаму, но очигледно е дека има злоупотреба, а степенот на таа злоупотреба произлегува од степенот на комуникацијска, медиумска и политичка култура во општеството. Што повисока е таа култура, толку помали се злоупотребите. Значи, во таа смисла треба да зборуваме за еден процес каде што медиумите се преминуваат така како што наложува, диктира или подразбира локалната култура, а овде пред се тоа е локалната медиумска, комуникацијска и политичка култура. Од таму извираат проблемите, но тоа не е ништо страшно. Овие проблеми ги има и во другите општества, само треба координирано и ангажирано да се работи на тие проблеми. Не само користење на слободата на говор, туку и свест, одговорност за јавниот интерес, за средината во која што живееме, за заедницата и така натаму. Секако, критикувањето на институциите, на јавните функционери, на нешто што не ни се допаѓа, глас за народот, Vox Populi или глас за граѓаните, се е тоа придобивка на новата дигитална ера, но таа мора да се балансира со наша одговорност, свесност дека критиките, она што го патуваме како свој став, мора да биде прилагодено на нашата средина на начин што нема да навредува, обесправува или ќе шири нетолеранција и така натаму. Најдрастичен или најекстремен пример е тој нов вид на говорна омраза кој што новите медиуми, социјалните мрежи и дигиталните платформи го охрабруваат затоа што нема одговорност. Едно е вие во живо да комуницирате со некого и да го навредите, но сосема е друго преку некако Facebook, Instagram, Twitter и така натаму, каде што немате директни последици никак. Значи во таа смисла потребно е едно описменување, едуцирање на нашите граѓани, на нашето општество, да се развива таа одговорност. Значи, бројни се истражувањата и примерите кои што потврдуваат дека говорот на образа не е само онаа теорија на издувен вентил, како да речеме ние нешто ќе кажеме на интернет и ќе ни олесни. Не, туку се шири една некултура или култура на омраза, на нетолеранција и така натаму, која што лесно се преплиснува во значи кривични дела од омраза или друг вид на насилство и така натаму. Значи, особено во општества како што е македонското, кое што е богато со различни заедници, етницитети, јазици, култури, религии и така натаму, многу опасно е да се толерира или да се биде пасивен кон таков тип на злоупотреби и би рекол опстојување на една некултура на говорна омраза. Тоа се работи кои што не може да се сменат преку ноќ, но значи мора внимателно да се следа, да се реагира и општо, да кажам глобално светско искуство е дека најдобри мерки за тоа се медиумското описменување, медиумската едукација, кои што помага да се справиме со овие проблеми. Некогаш и да се превенира, значи да се развива свест за влијанието на медиумите, свест за нашата одговорност кога комуницираме преку медиумите, како да се заштитиме од манипулациите, како да речеме да развиеме култура на комуникација со различниот, со некој што има поинаков став, како да развиваме еден вид на нова толеранција, каде што во овој нов глобално поврзан свет, каде што секојдневно комуницираме со различни култури, нации, религии, раси и така натаму, значи ни треба еден подзасилен напор, општествен и една мобилизација каде што ќе развиваме оваа медиумска едукација. Што порано е можно, обично тоа се зема од 7 годишна возраст, може со некои основни воведи или елементи на медиумска писменост. За градинка може да има некој вид на игри,
да речеме, или прилагодени за таа возраст, кои што им помагаат на децата, кои што видите имаат контакт со медиумите уште од 2 или 3 годишна возраст. Значи тие пред да влезат во градинка или во воспитно образовниот процес во училиштата имаат богато медиумско искуство. Значи треба да се води сметка што прават и пред да дојдат во училишните клуби. Медиумската писменост е важна вештина која мора да ја совладаме. Дигиталното време не исправи пред многу предизвици. Соочени сме со лесно превземање податоци и нивна злоупотреба. Дали може да се заштитиме? Да, можеме, но треба да знаеме како. Деновиве често го среќаваме терминот медиумска писменост. Верувам дел од вас се прашуваат зошто тој е толку важен. Ајде да откриеме заедно. Терминолошки, самиот збор се состои од два дела – медиумска и писменост. Зборот писменост како термин најчесто се врзува со вештината за читање и пишување. Читањето на сите ни е јасно дека почнува со препознавање на букви, пошто следи идентификувањето на зборовите, но и нивно вистинско разбирање. Кога ќе стигнеме во оваа фаза, би требало веќе да ја развиваме својата вештина за пишување. Ова значи дека кај себе сме развиле знаење да препознаваме и разликуваме факти од мислења. Зборот медиумска како дел од целината медиумска писменост е врзан за медиумите. Медиумската писменост подразбира можност или знаење да се идентификуваат различни видови медиуми, како и да се разберат пораките кои преку нив се испраќаат. Денес секој од нас, па дури и нашите најмили, се изложени на широк спектар на извори. Од една страна се традиционалните медиуми како телевизија, радио, печат, а од друга социјалните или онлайн медиумите, социјалните мрежи, текстуалните пораки кои се споделуваат преку вирусни видеа, видеоигри, така наречени мемиња, рекламни пораки и слично. Сите овие медиуми имаат иста цел – пренесување податоци. Пренесувањето на тие податоци се прави со цел. Важно е да разбереме која е таа. Таа може да биде причина поради која определен медиум може да биде искористен да пренесе порака која не е вистинска. Пораките кои не пресретнуваат од медиумите може да имаат значајно влијание врз ставовите на секој од нас поединечно. Токму и поради тоа, многу важно е да научиме да разликуваме дали се вистински или дезинформативни. Од овие причини прифаќањето на податоците кои ги наоѓаме на медиумите не треба да биде затворен финален процес. Медиумската писменост во дигиталното време е важна вештина која треба да се совлада од најмали нозе. Еве неколку трикови кои ќе ви помогнат да ја совладате техниката и да ја развиете вештината медиумска писменост. Критичко размислување. Научете дека не секој податок пренесува знаење. За да тоа се случи, податокот мора да биде системски обработен, истражен и анализиран. Само во тој случај пренесува знаење. Ова значи развивање на вештина за разликување факти од мислења. Научете да ги користите информациите мудро. Медиумската писменост ќе овозможи да научите дали информациите кои сте ги нашле се кредибилни или не. Мудрото користење на информации ќе ви помогне да избегнете да бидете уловени во мрежата на огласувачите, кои ги користат медиумите за да пласираат податоци со кои ги продаваат своите производи. Идентификувајте гледната точка на авторот на информацијата. Сите ние имаме своји гледишта. Пронајдете ја таа на авторот за да го сватите вистинскиот контекст. Научете медиумите да ги користите одговорно. Препознајте дали медиумите работат професионално или пропагандистички. Ова е особено важно. Не дозволувајте да станете плен во пропагандните цели. Идентификувајте улогата на медиумите од аспект на културата. Медиумите често се обидуваат да пренесат пораки кои се озборување наместо истражена и верификувана информација. Не дозволувајте да ве заведат со озборување. Информацијата е аналитички обработен податок и само така пренесува знаење. Медиумската писменост е многу важна, да ја совладаме сите за да оневозможиме да бидеме заложници во нечија агенда од интерес. Па најнапред да разјасниме дека не зборуваме за која било комуникација, туку зборуваме пред се за јавната комуникација, оти ние сите за прашања што не засегнуваат, дискутираме, дебатираме и во интерперсонална комуникација. А второ, не станува збор за било каква дебата, туку станува збор за дебата за јавните прашања. Значи, генерално кажано, зошто е важна јавната дебата? Важно е во едно демократско општество што повеќе луѓе да може да го изразат своето мислење, и тоа не било како, да ги искажат своите спротивставени ставови, бидејќи само на тој начин може
да се изфилтрира, да се гради она што ние го викаме јавен интерес. Така, во таа смисла јавната дебата е клучна за демократското општество. Или тоа е она што еднаш германскиот филозоф и социолог Хабермас го нарекуваше јавна сфера. До пред неколку децении јавната дебата се водеше само на традиционалните медиуми, печатените медиуми, радиото, телевизијата. А сега сите знаеме дека се дебатира за секакви прашања и на социјалните мрежи. Значи, ние живееме во едно сосема поинакво опкружување кое ја изместува јавната дебата. Денес секој може да дебатира за било кое прашање. Значи, пристапот до јавната сфера е возможен за секого. И тоа е таа конструктивна улога на интернетот и на социјалните мрежи, демократизирачка улога. Но од друга страна можеме да зборуваме и за деструктивна насока на дебатата во која се одвива на социјалните мрежи, особено ако се вмеша политиката и политичките интереси. Што влијае всушност? Зошто е тоа така? Па произлегува од карактерот на самата мрежна комуникација или комуникација на мрежите. Она што се случува на мрежите како Инстаграм, Фејсбук, Твитер и така натаму, е просто на читателот, на корисникот да му се фрлаат куси информации и пораки в лице, со цел што подолго да му се задржи вниманието на платформата, но на тој начин ние добиваме само парченца информации, а знаеме и дека најголем број корисници на мрежите едноставно автоматски само лизгаат и скролаат по тие насловчиња и постови. Никој не добива целосна или сеопфатна информација. Тоа многу вешто го искористуваат луѓето од политичкиот пиар и политичарите, бомбардирајќи ги корисниците со огромен број твитови или куси пораки или постови со политички ветувања. Тоа, впрочем, го искористи и Трамп со огромниот број твитови со политички ветувања и на тој начин успеваат да манипулираат со јавното мислење. А што се случува со гласачот? Гласачот ја губи способноста за расудување, бидејќи не добива сеопфатна информација како што би добил кога би читал целосно една статија новинарска или би гледал информативна или документарна емисија каде новинарот сеопфатно ја обработил темата од сите различни аспекти. Клучно, за да може некој компетентно да учествува во една јавна дебата, значи не секоја јавна дебата по социјалните мрежи е вистински јавна. Имаме секакви видови спротивставувања на мислења, полни со навреди, со нетрпеливост, со омраза. Но за да биде во таа смисла, за да биде некој учесник во дебатата компетентен и тоа да не се претвори во критизерство, нели, и во навредување, треба да има и многу знаење и способност за логичко и критичко размислување, но исто така треба да има и трпеливост, способност да го сослуша другиот и да му одговори со аргументи, со факти, наместо со навреди. А ние гледаме безброј такви примери на дебатирање или озборување или зборување по социјалните мрежи, каде ќе видите дека луѓето само заради тоа што некој има поинаков став, го навредуваат, го етикетираат и да не речам го напаѓаат. Тоа им се случува и на многу новинари и кои се критички настроени кон одредени мукници или групи во политиката. Има многу говор на омраза, на социјалните мрежи особено, но овде е битно да направиме разлика меѓу три вида на говор, а таа разлика е битна во денешното опкружување. Прво груп или критички говор, потоа навредување или клеветање и трето говор на омраза. Критичкиот или грубиот говор е од клучна важност за слободата на изразување. И тој не е исто што е и говорот на омраза. И секој би требало да може критички да се обраќа, особено новинарите, кога го критикуваат работењето на власта, може да бидат и погруби, дори да употребуваат одредени груби зборови, но сепак кога е тоа од јавен интерес, тогаш е потребно и не представува говор на омраза. Но при тоа треба да внимаваат и новинарите и било кој поединец и граѓанин или учесник во јавната дебата, кога критикува да не употребува навреди или клеветење
дури и кон некој политичар, доколку тој навистина нешто не сторил, бидејќи има и на некаков начин законска одговорност за тоа да наклеветите некого за нешто, а всушност да бил тој човек да е невин, да не направил нешто такво. И трето, говорот на омраза е нешто што никој не смее да го прави, бидејќи говорот на омраза најчесто е употреба на заканувачки, навредливи, стереотипизирачки искази за припадници на цела една група. Многу е важно, бидејќи ако се употребува тој говор на социјалните мрежи, тој може да има засилувачки ефект, може да го искористат и други корисници и да доведе до дури и до насилничко однесување кон припадници на една група. Во таа смисла говорот на омраза се санкционира прекршочно за медиумите, но и кривично за одредени поединци. Овде доаѓаме до прашањето на тоа што може да направи општеството, заедницата за да го подобриме нашиот начин на комуникација преку социјалните мрежи особено. И се разбира, тука е клучна улогата на образованието. Значи, многу е важно секој поединец да е свесен за тоа дека социјалните мрежи може да имаат негативно влијание врз неговиот живот, па дури и врз неговиот начин на мислење. Значи, образованието е потребно целосно да се трансформира, од една страна да ги користи придобивките на новите дигитални технологии, а од друга страна да ги оспособи учениците за свесно користење и внимателно користење на дигиталните медиуми и за одговорноста што треба да ја имаат при користењето на тие медиуми. Не може да се сведе се на она што го нарекуваме медиумска писменост. Таа не е медиумско стапче и не може да се сведе на еден предмет во образованието, туку е потребно да биде дел на еден интегрален пристап во образовниот процес кој кај учениците ќе развива способност за логичко и критичко расудување и ке освен што ќе го подигнува нивото на знаење во различни области. И трето, се разбира, можно е важно е и сите други општествени чинители да се опфатно да ја сватат потребата од подигнување на свесноста кај корисниците на новите технологии за одговорното користење. Јазикот ни е средство за комуникација, а комуникацијата ни е многу важна. Но што треба да знаеме кога комуницираме, на што треба да обратиме внимание? Па пред се би рекла дека треба тука да имаме култура на обраќање, на примерна комуникација со јавноста. Ова го велам од причина што имаме бројни примери кои што укажуваат токму на спротивното, дека таа комуникација не се одвива како што треба. Понатаму, секако, аргументираноста во пристапот, зборувањето низ призма на факти, бројки, статистика, потврдена реалност, потврдени околности за кои што станува збор, и секако пренесување на начин кој што е разбирлив за јавноста со која што се доаѓа во допир. Комуникацијата вклучува права и одговорности, иако често пат јавност има впечаток дека се е слобода и дека во слободата е дозволено да се кажа се. Да, слободата подразбира да се каже, но веројатно има и друга ограничувања, апсолутно, бидејќи кога тоа ќе премине во штетни појави од типот на говор на омраза, повторно непримерна комуникација со јавноста и низа други појави, дискриминаторно зборување и така натаму, секако дека тоа не е дел од слободата на изразување и не смее да биде. Значи таквото обраќање мора многу да се води сметка, бидејќи последиците од тоа може да бидат енормно големи и да предизвикаат големи штети. Инаку се прават истражувања и во оваа насока. Неодамна дојдов до информација од едно глобално истражување кое што е спроведено од професор на Универзитетот Вашингтон, Џорџ Вашингтон во Америка, и се анализирало кои се работите кои што се практично најсвојствени во комуникацијата, особено на социјалните мрежи, најпроблематични појави. И токму тука се наведува, значи,
непримерната комуникација поврзана со политичките случувања особено. Понатаму појави од типот на сайбербулинг, вознемирувања. Имаме појави во кои што има законувачки коментари, говор на омраза, зборување низ јазикот на дискриминацијата, подценување, понижување некого врз основа на одредена припадност, афилијација, размислување и така натаму. Така што тие работи се потврдуваат и низ истражувањата и свесни сме, особено со појавата на и масовното користење на социјалните мрежи, што значи лошата комуникација. Што значи една комуникација која што не се заснова на правилата на примерно комуницирање со граѓаните и комуницирање низ јазикот на аргументите, вистината и така натаму. Се чини дека можеби традиционалните медиуми малку повеќе внимаваат, но онлайн медиумите дел од нив немаат професионални стандарди, односно не ги почитуваат професионалните стандарди и го користат овој непристоен начин на комуницирање со цел да стигнат до поголем број на следбеници, кликови, реакции и на тој начин тој јазик го ставаат активен, кој што потоа се пресликува на социјалните мрежи и имаме една дополнителна појава на силна агресија во општеството. Како на тие луѓе да им објасниме дека новинарството е сепак сериозна професија која што бара одговорност, почитување на стандардите, етичноста, бидејќи практично на тој начин се влијае врз јавноста? Апсолутно. Јас би се согласила во делот дека тоа е навистина една позабележителна појава во делот на известувањето на онлайн медиумите. Интернет порталите, бидејќи тука често се случува преземање и на содржините од социјалните мрежи меѓу другото. Меѓутоа тоа го потврдуваат и да речеме и пријавите, односно реакциите на граѓаните до телото за саморегулација, односно до Советот за етика во медиумите, каде што се забележува една навистина поголема бројка на жалби во однос на онлайн медиумите за разлика од традиционалните медиуми. Меѓутоа морам да напоменам дека практично на некој начин видовите медиуми во денешно време се мешаат. Знаеме дека нели и традиционалните медиуми имаат своји веб страници, имаат своји портали, па и таму ќе се забележат бројни примери, таму ќе се забележат, ако не друго, и коментари кои што следуваат, за кои што јас сум поборник да и правилата велат дека тие треба да бидат контролирани во смисла ако тука се има дисперзија на говор на омраза, дискриминаторен говор и така натаму, тоа медиумот треба да го контролира и да не дозволува на своите платформи тоа да се шири. Инаку што се однесува до појавите што се случуваат во онлайн медиумите, знаете, професионалната медиумска заедница е поборник да нема дополнителна регулатива, бидејќи веќе доволно закони постојат, само тие да се имплементираат. Ако има говор на омраза, се разбира дека е тоа нарушување на одредбите во кривичниот законник. Се разбира дека ако има дискриминација, дека тука треба се стави во функција законот за спречување и заштита од дискриминација. Тој простор треба да се заштити во однос на слободата на изразување, меѓутоа секако и треба да се на некој начин засилено саморегулира и од тука во ова, како што реков, професионалната медиумска заедница, меѓу другото се произлезе со иницијатива за формирање на регистар за професионални онлайн медиуми, иницијатива на Советот за етика во медиумите и Сдруженијето на новинари, кое што најде на поддршка и заинтересираност за вклучување, меѓутоа се работи кои што ќе ги дадат можеби резултатите на подолг рок. Тука се наведени кои се правилата за да се биде дел од тој регистар, а зошто служи за јавноста да прави дистинкција меѓу оние кои што се професионални и кредибилни наспроти оние кои што действуваат на непрофесионален и неетички начин. Ако ги почитуваат правилата, ќе влезат во регистарот. Па понатаму тој регистар може да го афирмира бизнис заедницата како што иницијално беше замислено и да се рекламираат, бизнисот да се рекламира
во оние портали кои што се професионални, може да го афирмира и високото образование. Значи, наидните комуниколози, студенти, новинари, сите кои што ги интересира, да речеме како функционираат медиумите, да им се укаже, помогне како и тие да ги разликуваат професионалните од непрофесионалните. Особено младите се таргет на информациите кои што произлегуваат од онлайн медиумите. А како се случуваат појавите, значи се случуваат на еден од начините преку буквално пренос на она што ќе го забележат на социјалните мрежи без еден критички осврт, без да се направи обид да се верификува потеклото на одредена информација, од каде произлегува нешто, дали е тоа навистина точно, дали е навистина точно дека вакцините, например, не функционираат против коронавирусот, кога тоа ќе се прелее и во медиум, освен на социјалните мрежи. Тогаш ефектите се далеку по-големи и би рекла далеку поштетни кога станува збор за информација со сомнително потекло. Колку јавноста треба да е свесна дека говорот на омраза, некултурата во говорот на дигиталните мрежи треба да се пријави, треба да се реагира. Апсолутно треба да се реагира на таквите појави. Се согласувам дека и она што го зборувавме дека граѓаните треба да бидат запознаени, да се работи на медиумската писменост, да се работи на начините на кои што граѓаните може да ги препознаат таквите информации и да реагираат. Да реагираат има механизми на реакција, поднесување на представки за непрофесионално и неетичко известување до Советот за етика во медиумите. Ако станува збор за нешто што е во аудиовизуелните медиуми, да се реагира до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми. Значи, секако треба се работи со граѓаните. Меѓутоа, имаме и доста добар одзив кај јавноста во смисла дека се повеќе и повеќе се препознаваат таквите негативни тенденции. Дали тие ќе одлучат да реагираат или не, тоа е друго прашање. Меѓутоа има индикатори кои што велат дека граѓаните се посвесни за овие појави. Но мислам дека е потребна една координирана акција и заложби за да се помогне во таа смисла, па да речеме на подолг рок да ги превенираме штетите кај публиката. Комуникацијата преку интернет ни овозможува многу брзо да комуницираме со сите оние кои што можеби не се блиску до нас. Но често пати покрај погодностите кои што ги носи интернет варијантата, имаме и негативности. Една од нив е говорот на омраза кој што многу брзо се шири благодарение на социјалните мрежи. Според социолозите, просечниот човек одвојува до 70% од своето време за да комуницира. Комуницираме дома, на работа, на факултет, во клуб, кафуле, транспорт, библиотека или слично. Комуницираме со пријатели, роднини, познаници и непознати. Комуницираме вербално и писмено, со или без зборови. Нашиот живот без комуникација е незамислив, поради што улогата на комуникацијата во нашиот живот, без разлика дали е јавен, професионален или приватен, е огромна. Прво сакам да кажам дека комуникацијата е еден суштински општествен процес, нешто што можам да кажам дека општеството и човекот го разликува целокупниот жив свет. Врз основа на комуникацијата се формира општество и самиот израз општество, општи, значи комуницира. Меѓутоа, комуникацијата и покрај тоа што мислиме дека е некој едноставен процес, воопшто не е едноставен процес. Често пати можеме да мислиме дека комуницираме, а всушност не комуницираме. Во Македонија во последно време зачестува впечатокот за ниска медиумска и политичка култура на социјалните медиуми при процесите на комуникација. Најчести проблеми во дигиталниот простор се нетолеранција, говор на омраза, дезинформирањето и лажните вести. Ако сакаме да го решиме дигиталниот простор, односно да го исчистиме од токсичните содржини кои што ги имаме, треба да го исчистиме општеството. Значи, дигиталниот простор е рефлексија на општеството. Се што ни се случува во реалниот живот, односно надвор од тој дигитален свет, всушност ние го рефлектираме и го пренесуваме таму. Едноставно, мора да работиме на решавање на општествените проблеми. Тие ќе се рефлектираат многу подобро подоцна во дигиталниот свет. Сам по себе, многу тешко дека може да го исчистиме.
Слободата на изразување е една од најголемите придобивки на демократијата. Во секоја демократска земја слободата на изразување е загарантирана. Можноста да се изрази мислењето и да се сподели информација представува вредносен показател за демократскиот капацитет и институционалната поставеност на демократијата во општествата. И сега имате тука, ако зборуваме на општествено ниво, често пати дури на општествено ниво можеме да зборуваме за култура на говор на определена заедница, на определено општество, какво е нивото. Ние и во општествата и државите и во однос на овој сегмент се разликуваат. Некои имаат повисока култура, некои имаат пониска култура. И со проста анализа, например, денеска ги имаме социјалните мрежи, ако по повод на определена информација, став, ги читаме коментарите на разни луѓе што пишуваат по тоа, лесно можеме да ја видиме каква е нивната култура на изразување. Во овој дел мораме да кажеме дека одредени професии или, например, можеме да ги наречеме фактори на јавното мислење, оние што го формираат јавното мислење во едно општество, треба да имаат повисока култура на говор. Како, например, професорите, новинарите, политичарите, јавните личности, спортистите, сите оние што народот ги сака и ги гледа, тие во својот говор треба да изразат, да имаат едно повисоко културно ниво, значи, како што кажав, прво, од нивната писменост, во на најтесна смисла на зборот, па се до онаа широка писменост, каде што ние треба да афирмираме и да шириме добри вредности. Во современите мултикултурни општества, толеранцијата кон мислата на другите и различните овозможува коегзистенција. Сепак, слободата на изразување во определени ситуации може да биде и злоупотребена, при што таа преминува во појава која е целосна спротивност од неа, односно говор на омраза. Школскиот начин би рекло пријавете го, значи во институции, во самата мрежа и така натаму. Има механизми, има алатки со кои што ние може да реагираме, да се спречи, односно да се анулира таквиот тип на однесување. Меѓутоа, искуството вели дека во многу поголем број ситуации некогаш е многу подобро да ги игнорираме тие работи. Да ги игнорираме затоа што нестрикно ќе кажеме од две различни причини. Прво, ќе помине секое чудо за 2 дена, за 3 дена, што е не баш многу позитивна работа, и второ, многу побитно, затоа што тие луѓе цело време се желни за внимание. Тие се борат да го добијат вашето внимание и се борат да привлечат што е можно поголема публика околу своите токсични или негативни коментари. Ако ние не им го пружиме тоа, ако не им дадеме шанса да се ситат на негативните коментари на кои што тие сакаат вие да реагирате, тогаш веројатноста дека тие ќе се обесхрабрат да го прават тоа е поголема. Количеството и интензитетот на омразата што се шири на интернет секако експлозија. Употребата на навредите и различните форми на екстремен говор, компромитации, отворените закани и повици за групно насилство, за жал се тажна и загрижувачка слика на секојдневното комуницирање преку интернет. Истражувањата покажуваа дека 22% од испитаните корисници на социјалните мрежи доживеале да бидат злобно третирани од други, 21% биле цел на тролање, а дури 16% биле изложени на говор на омраза. Клучен фактор во тој однос треба да биде образованието. Ми се чини дека тука се потекнува, бидејќи ако вие малите, односно младите, од мала возраст ги учите да кога се изразуваат и кога говорат, кога коментираат нешто, сето тоа да биде со почит, да биде со аргументација, а да не биде со јазик на некултура и на непочитување, тогаш можете да бидете сигурни дека ќе креирате едно граѓанство кое што ги вреднува сите различности, буквално се што се случува во едно општество, без при тоа некој да се почувствува непријатно. Велам дека клучниот фактор во тој однос е образованието и клучен фактор во тој однос секако се и медиумите. Ми се чини дека тие се клучните два столба преку кои што може да се шири културата на говор и дека јавноста, ако тоа се почитува, секако ќе изнедри луѓе кои што ќе бидат многу поотворени, многу поагилни и на социјалните мрежи, меѓутоа содржините, што е најважно што ги емитуваат, односно што ги коментираат, ќе бидат полни со почит, а нема да бидат со, еве да речам, лексика која што другите ги повредува, односно ги омаловажува. И во светски, и во домашни рамки, во последните неколку години институциите ја препознаваат сериозноста на овој феномен и се обидуваат да смисла стратегии, конкретни политички, општествени и правни механизми за да му парираат на проблемот. Општествено ние не треба да дозволиме како општество
да спонтано работите да се редат, туку треба со политичка волја, со интервенција на одговорни фактори, сето тоа да се прави на еден организиран начин од сите засегнати страни, нели, држава, невладин сектор, за да луѓето, тука е пред сега, мислам, системот на образование, за да можеме луѓето, и формалното и неформалното, да ги научиме дека во дигиталното обкружување и во тоа обкружување говорот кој што го ние дистрибуираме подлежи на определени обврски. Значи има определени граници. Интернетот не е вон дофатот на правната регулатива. Медиумската писменост треба да се вклучи на сите нивоа во образовниот процес, меѓутоа не е за да се влија и на културата на говорот, пред се за да можеме да создадеме генерации кои што се едуцирани да можат да препознаат што е вест, што е дезинформација, но и да не потпаѓаат под пропаганда и одредени спинови од различни центри на моќ. Секако со медиумската писменост може да се придонеси за говорот и за културата на говорот, меѓутоа медиумската писменост нас ни е потребна како насушна потреба, и така да кажам, заради тоа што ние мораме да создадеме генерација која ќе може да ги користи медиумите, за да може да придонесе кон едно поздраво и демократско општество. Медиумската писменост во образованието сега се третира на некаков начин, односно тоа значи дека во основното образование, па и во средното образование имаат по неколку часови учениците медиумска култура, но она што и медиумска писменост секако. Но она што е потребно е еден посериозен и подлабински пристап на медиумската писменост, тоа значи дека ние мора да ја воведеме во основно, во средно, па дури и во градинка. И тоа мислам дека во овој процес Македонија веќе почнува да го прави и да го планира за наредните генерации да можат да бидат опремени со клучните вештини и знаења за медиумската писменост. Медиумската писменост пред се ги учи учениците и студентите и секој од нас, не само учениците, да препознаат и да знаат што е вест. Да можат, знаете, ние живееме во свет каде што сме обкружени со информации. Информациите ни влијаат на животот и всушност се дел од клучниот фактор или клучните фактори кои ни влијаат на одлучувањето за одредени работи. За да можеме ние тоа да го восприемиме и да ги донесеме вистинските одлуки, потребно е ние да знаеме што читаме, кој е изворот на информации, но и да имаме критички однос кон она што го читаме од сите страни. Ние сме 24/7 обкружени со информации и медиумската писменост пред се треба да придонесе да можеме да препознаеме што е вест, што е дезинформација, што е лага, што е став, но и да изградиме сопствен став за она што значи како ќе одлучам на следните избори, каде ќе се запишам, дали сакам да одам некаде, кој е мојот став за одредено политичко, општествено, социјално или образовно прашање. Во последните 10 години, па и повеќе, 15 години, имаме различни акции пред се од непрофитниот сектор или од цивилниот сектор, кој што работи со учениците и со наставниците и професорите за медиумската писменост. Секако дека овој процес не треба да запре и не е еднаш за секогаш даден. Учењето е такво, нели, кога учите од почеток па до крајот на својот и сопствен живот. И мислам дека треба една малку постудиозна и посериозна, ајде да кажам, зафатеност на поголем број на ученици и поголем број на професори за да можат да предаваат медиумска писменост. Ние сме сега соочени со фактот дека учениците всушност малку повеќе знаат како да се однесуваат со опремата и со дигиталните технологии отколку постарите, односно професорите, и тој гап или таа дупка мора да ја пополниме. Клучна е улогата на медиумите во делот на медиумската писменост и на најмладите. Знаете како, многу е важно да вложува секој од медиумите во создавање на публика која што е критично ориентирана кон сопствената програма. Само на тој начин можеме да создадеме медиуми кои што се на некаков начин респектирани и кои што имаат, ајде да речам, почит кон сопствената работа. Значи, медиумската писменост точно создава едуцирана писменост и
едуцирана младина, но тоа многукратно враќа кон интегритетот на медиумите. Тоа е можеби најдобрата лекција. Она што е многу важно е дека без оглед дали медиумите се јавни или приватни, секој од медиумите има обврска, бидејќи работат јавна функција, сите ние работиме јавна функција и за јавноста да ја вклучи медиумската писменост во своите содржини и да е активен член. Имаме среќа ние, веќе во последните неколку години голем дел од медиумите се вклучуваат во активностите за медиумската писменост и тоа мора да продолжи. Секако дека може да ја подобри културата во комуникацијските процеси медиумската писменост, но она што е многу важно е да знаеме дека културата на комуникациите мора да потекнува од нешто друго, а тоа е од образованието и воспитниот процес во и вон школските клупи. Нашите млади ученици, студенти едноставно се реакција на она што ни се случува во општеството и се однесуваат онака како што се однесуваат нивните родители. Кога ќе го смениме тој процес и кога ќе ги смениме сетот на вредности, кога нема да веќе важно кого познаваш и во која партија си или колку средства пари имаш, тогаш веќе ќе зборуваме за одредена култура и поинаква култура која што се базира на вредности и на етика во комуницирањето. Секој од нас треба добро да размисли кога искажува свои мислења. Бидејќи слободата да го каже своето мислење се граничи со други слободи. Токму и затоа треба да знаеме дека нашите права во исто време се и наши одговорности. Да бидеме одговорни и да го сопреме говорот на омраза кој завзема се повеќе простор во нашето секојдневие. Довидување до следната приказна.